Министерството за труд и социјална политика од денеска започнува со интензивна работа на новиот закон за работни односи, а цел е креирање на нов системски закон кој ќе одговори на потребите на современите општествени предизвици. Во подготовката на новиот закон за работни односи ќе учествуваат сите чинители во општеството, представници на работниците, работодавачите, меѓународната организација на трудот, експерти од областа на трудот. Низ отворен диалог со социјалните партнери ќе се работи на законско решение кое истовремено ќе обезбеди поголема заштита и унапредување на работничките права, а од кое решение треба да бидат задоволни и работниците и работодавачите. Информираат од Министерството за труд и социјална политика. Новиот законски проект треба да реши многу клучни моменти на недоразбирања кои досега се случуваа на релација синдикат, работодавачи и влада. Трите фактори во преговорите за сите прашања. Затоа очекувањата за новата законска верзија се поголеми од било кога. Сакаме да направиме еден закон кој ќе биде јасен, чист и да ги исполнува сите критериуми што од наши потреби, што од меѓународни и европски потреби. Договорите на работен однос од определено на неопределено, кое што сегашната законска рамка е до 5 години. Ние бараме да биде од 6 месеци до 12 месеци. Исто така во овој закон би требало да влезе и да влезат и критериумите за согласување на минималната плата. Најбитно е да се даде, како да кажем, независно од тоа на каков договор се работничките, доколку некоја работничка е бремена, да не може да биде отпуштена, дали поради X причини кои што ги видовме како аномалија. Друго, да биде договорот за вработување на определено до 1 година. После 1 година треба да има трансформација. Исто сметам дека казните во однос на неисплаќање на плати и исплата под минимална плата може да бидат метнати тука, а после да се инкорпорираат и во законот за прекршоци. Според стопанствениците, клучните измени треба да се случат во следниве сегменти од новиот закон. Најгорливо и најпроблематично прашање е боледувањата. Значи, она што сите работодавци, и тоа е сега во Европска унија постои, боледувањата да бидат на терет на работодавецот до 3 дена. Остатокот да се биде на терет на фондот. Единствена држава сме кај што 30 дена од боледувањата паѓа на терет на работодавецот. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека новиот закон за работни односи ќе биде усогласен со меѓународните стандарди и ќе потенцира важноста на социјалниот диалог. Нацрт верзијата на новиот закон се очекува да биде готова пред започнувањето на годишните одмори, а веднаш по нивното завршување да се отвори и широка јавна дебата.